Секторот за внатрешни работи ги засили сообраќајно-контролните активности на патиштата во функција на навремено откривање и отстранување на различните видови прекршоци и подобрување на вкупната безбедност на сите учесници. Вчера во Тетово откриени се 30 сообраќајни прекршоци. Најбројни меѓу нив повторно се управување без возачка дозвола со 7 и неправилно паркирање со 6 откриени прекршоци. Покрај тоа, 2 возила биле со истечена регистрација, а еден возач почетник не се придржувал на законските ограничувања за оваа категорија возачи. Сите вчерашни прекршоци се заокружени со 21 прекршочен и 9 мандатни платни налози. Расветлена е тешката кражба во куќата на 52 годишен гостиварец. Осумничена дека е сторител на оваа кражба е малолетничка со нецели 18 години и на куќерка на сопственикот на куќата. Осумничената вечерта од регал во дневната соба го зела училишниот ранец во кој имало кутија со разновиден златен накид и преку прозорецот им го фрлила на двајца нејзини другари на возраст од 17 години кои чекале во дворот. Лаптопот кој исто така бил пријавен дека е одземен го ставила на друго место, пошто вчера наутро исценирала пребарување низ просториите. Осумничената и двајцата малолетници биле повикани во полициската станица Гостивар, се разговарало со нив и било пронајдено сето одземено. По целосното расчистување на сите поединости, во консултација и координација со јавен обвинител, ќе следува соодветен поднесок. Од секторот за внатрешни работи известуваат и за сообраќајна несреќа на булеварот Браќа Ѓиновски во Гостивар поради непочитување на сообраќаен знак. Во судирот кој се случил вчера околу 14 часот и 30 минути, учествувале патничко возило Opel Corsa со гостиварски регистарски таблици, управувано од 27 годишен чегранец, и Volkswagen Туран со германски таблици што го управувал 40 годишни Кочајле. Нема повредени, но причината е значителна материјална штета. Вчера вечер околу 22 часот бил приведен 31 годишен албански државјанин од Корча, кој немал никакви документи за идентификација и нелегално престојувал во Република Македонија. По приведувањето задржан е во полициската станица Тетово, а денеска е предаден на одсекот за прекуграничен криминал, миграција и странци и реадмисија за натамошна постапка и ќе се соочи со соодветна казна.